Добро вечер во првата сабота од новата 2026 година, во која сите влегуваме со нови надежи и очекувања за среќна, успешна и убава година. Додека уживате во празничниот амбиент на вашите домови, дозволете ни да бидеме ваши гости со уште едно ново издание на Фактор среќа поддржано од Државна лотарија. Во денешното прво издание од новата година ќе се дружиме со дамата која што успеа да ги спои и навидум работите кои се неспоиви. Таа е контролор на летање, извонреден музичар, кантавтор, жена која што плени со својот раскошен вокал, но и со незината широка насмевка, со која што чекори храбро низ нејзиниот живот. Наташа Мијат Крстевска, гостинка денес во Фактор среќа. Пред се, нека ти е среќна, успешна и берикетна новата 2026 година и ти благодарам што си денеска заедно со нас. Ти благодарам, Ирена, и поздрав за концептот на оваа емисија и секако до гледачите на Алфа телевизија. Среќни празници и убава благосостојба во домовите ке сите. Со ова убава желба и порака, ете ќе го започнеме денешниот разговор, кој што секако најмногу ќе го посветиме на факторот среќа, кој што е важен и присутен во нашите животи, некогаш повеќе, некогаш помалку, таков е животот, но ние ќе се обидеме да ги издвоиме тие среќни моменти од твоето животно патешествие. А со оглед на тоа дека ја оставивме позади нас 2025 година, ќе почнам од тука. Кои беа твоите најсреќни моменти од изминатава година? Па најсреќни моменти секако беа некои настапи што беа на сцена, времето поминато со најблиските, одморите, патувањата, така да 25-та, сега неодамно и Google ми прати рекеп на годината 25-та осврт низ фотографии. Можам да кажам доста динамична, доста исполнета со патувања, со дружби, со ети декември месец некако заокружува со родендени во нашето семејство, со семејна слава и доаѓа како круна секој пат. Сега највеќе сум и под тие впечатоци нели на домашната слава и подготовки, така да кај мене може како ракче нели во хороскоп, среќата е секогаш поврзана со некоја благосостојба во домот. Тоа значи дека годината ги исполни твоите очекувања. Апсолутно, апсолутно. Се надевам дека нели за другите претходната година беше многу во знакот на професионалноста, таа воздухопловна која што ја спомна, со конференции, со организации. И оваа година имавме многу интересен јубилеј на воздухопловниот саем за Скопје Ерфер, кој што беше исто динамично, пето издание. Кој беше спектакуларно. Па се надевам со хеликоптер во градскиот парк со се надевам дека ќе го запомнат нели луѓето и учесниците и дека ќе успееме да промениме судбини на уште многу млади кои што сакаат да се во воздухопловството и сето тоа тие сите моменти нели на среќа ја одбележа 25-та година. Бидејќи спомнав дека твојот живот ги спои навидум оние нешта кои што се неспојливи, а еве некако самиот разговор покрај музиката ја отвара и нели таа тема која што е твоја професионална определба, контролор на летање, а ти ја спомна и судбината во претходната реченица. Дали судбински овие работи се случија? Дали беше тоа твој свесен избор да одбереш една таква професија или некој фактор среќа одлучи да бидат нештата така како што се случија и како што се? Дефинитивно фактор среќа. Значи, ниту во најдлабоките ништа немав појма во детството и во тинејџерството, па и раната адолесценција дека ќе бидам токму запловена во воздухопловните води. Дали е фактор среќа, дали е судбинска определба, дали е нешто што велат професијата го бира човека, а не човек професијата. Така да не би знаела да кажам, дефинитивно не беше нешто што ја самата избрав, затоа што мојот прв избор беше медицина. А еве мислеше дека ќе живееш некаде далеко? Да, а еве сум контролор на летање што пее. Така да дефинитивно е, значи, судбински или фактор среќа, како што и самата го кажа. Имаше период кога живееше во
надвор од Македонија, живееше во Америка, која што во тие години веројатно перспективно ти беше една од опциите да ти биде место на живот, но животната судбина, но и твојот личен избор те вратија повторно на ова наше парче земја. Кога завршив 4-та година и аплицирав за студентска виза. И тогашната конзулка прво ме одби за веќе договорено дадено стипендија и јас бев во шок. Млада тогаш, 18 години, сите веќе запишани на факултет, летото поминува, јас останав ни во Мунитаму, нити знам дали ќе се запишам, никако. Меѓутоа имав уште еднаш право крајот средина на август да аплицирам за уште еднаш за J1 виза, се вика таа студентска. Ако не, после ќе бараме нешто други чариња, по Македонијата. Меѓутоа јас сега се навраќам носталгично, јас како млада веќе замината, значи ментално веќе проектирана себе си во тој свет, во таа држава, во таа професија, и ми вика на интервју Синди, мислам дека се викаше конзулката. Докажи ми дека ќе се вратиш, викам, во Македонија. И јас како да докажам кој јас не ни мислам дека ќе се вратам. И баш во мојот случај цела судбина, значи се заврта да ме врати, некако космичките сили решија дека јас треба да бидам вратена во Македонија. И после тоа си велам, викам, Синди, управо беше конзулката, на крај излезе она како што ми кажа, односно јас како што ја убедував дека ќе биде, дека ќе одам, ќе се надградам, ќе научам нешто и ќе го донесам тоа токму во мојата родена земја. И така би. Така да фактор среќа или судбинска определба, кога сме млади и мислиме дека све сме смислиле, за животот, и дека ние го држиме кормилото. Апсолутно тешка илузија. Значи јас попив неколку шамари судбински, како и секој од нас. Да, за да се вратам кротко, скромно, со наведното главче и да кажам, друг бил планот за мене. Така да прифаќањето исто, и тоа е фактор среќа. Да го прифатиш тоа што некој горе го замислил и го смислил за тебе. Да, веројатно тоа е мудар избор, да не се пружа премногу отпор, туку некогаш да се препуштиме на нештата и да оставиме животот да се случува и да му веруваме на факторот среќа, на нашиот собствен фактор. И сега, например, после многу години, сум тотално на диаметрална разлика. Како пердув на ветрот, тотално предадена на токму тој фактор. Како ти ја дефинираш и доживуваш среќата од денешна перспектива, затоа што ни животот ни се менуваат сваќањата за тоа што е среќа? Повторно ќе се навратам на некои состојби во рана младост, например во основно училиште, ќе ме испратеше наставничката за лотарија на крајот од годината, да одам да купам за цело оделение. И, например, ваква тетрадка, таква тетрадка, вакво моливче, вакво пенкалце и така натака. И се, јас знам што сум купила и сум ги спакувала за сите и после ги ставаме рандом бројаки, си влечеме. Секогаш најутепаните ми се паѓа и тетрадка и моливче. Тоа на рак секогаш така, и мене така ми се паѓале најмалите. И уште тогаш расчистив некако дека, јас не сум за лесно да ги стигнувам нештата во животот, дека мора да има една борбена компонента и дека така лесно дадено не е во моето писание. Ама многу рано расчистив со тој момент, да не се надевам, нема очекување, нема разочарување. Така да многу рано беше тоа, кога сватив. Сега не можам да кажам дека не ми е среќата, не ми се насмевнува, ама не се ставам во позиција да ја предизвикувам многу. Така да гледам да си одработам колку што можам и кога ќе ми се даде некако така улеснување од токму тој фактор среќа, дури сум многу изненадена. Па веројатно и малку воздржана во тоа неверување дека нешто ти доаѓа лесно, кога веќе си научена дека за среќата треба да се потрудиш и треба да ја заработиш. И бидејќи спомена лотарија, дали си играла некогаш лото, дали си гребела гребки?
Па вака редовно не, сум гребела гребки на пример во Ryanair кога сме летале, па имаат гребки ќе купиш за, не знам, следно патување или така. Не дека не сум гребела никогаш, ама нешто редовно многу да гребам, не. И добивки, предпоставам, не си имала, после ова што го кажа со искуство со училишната новогодишна Така. лотарија, но затоа еве денеска повторно можност да видиме колку Мијата има среќа. Урбан стил гребки на државна лотарија, една по твој избор, ќе ги изгребеме полињата во очекување и надеж дека ќе имаме 3 полиња со ист износ, што ќе значи добивка. Ајде, да пробаме. Ова е интересна тактика. Прв пат гледам од сите гости што дојда во Фактор среќа да го изгребе некој прво последното поле. Твој начин на гребење, ќе видиме сега. Што ќе биде конечниот исход. Инаку на Урбан стил има парични добивки и електрични скутери. А твојата гребка што вели? Ништо. Вели повеќе среќа следниот пат. Вели, нема очекување, нема разочарување. Нема откажување, така велат од државна лотарија, среќата е под прстите, па бидејќи заврши со недобитна гребка тука, во емисијава, ова е еден подарок од нас да си гребеш дома. Благодарам многу. Поре на дечињата да дам да погребат, може они покъсметли ќе бидат. Ке ни кажеш, Договорено. секако. Мијата, еден од важните и клучни фактори среќа во твојот живот, сигурно дека е музиката, твојата голема љубов. На музичката сцена си повеќе од 20 години, како изведувач, како кантавтор. Како всушност започна твојата музичка приказна и од кого го наследи тој музички ген? Музиката ја наследив по мајчина линија. Че мајка ми пее извонредно, иако никогаш ништо не направи посериозно со музиката, дури не ме слуша ни на хор да се запише сега на пензионерски денови. А незината дарба е од незиниот татко, кој што многу кратко живееше, само 25 години, меѓутоа беше, барем така раскажуваат, тој што бил главен аниматор и забавувач во селото, го викале специјално на ора, да води со змии од Монистра или, например, сестра му кога ќе наводнувала тоа вадење што го викаат, ќе го викне него да и пее, да не е страф или така натака. Значи, пеачот во нашето семејство таму доаѓа, генот. Меѓутоа, никој не направи нешто да кажам, иако и моето не е целосно професионално, нели, нешто посериозно со музиката, меѓутоа кај мене беше многу изразено тоа, уште од многу мала возраст. Што викаат, има една анекдота, како сум продала во село Долно Дупени на 9 месеци, за станата на мост, се држам за мостот, Манов мост, и се правила свадба од карши, и тапаните која тропнале, и јас бебето се пуштило по тапаните по музиката да тргнам. Сите чудо невидени, како прво, нели, обично за девојчиња подосна продуваат и така натака. Не, бебево со тапанот. Така да, многу е јако чувството и ден денес, например, и во кола, и возење, и постојано, и мислам, не само на сцена или кога треба да бидам во студио, со секој порив, со секоја клетка, постојано, например, како ја доживам музиката, за мене тоа е факторот среќа. Имавме можност да се увериме во тоа и пред почетокот на емисијава, додека се подготвувавме во шминкерната, слушавме од гардеробата како си подпевнуваш. Тоа дури несвесно го правам. Ако ми верувате, и на работа веќе се навикнати, нели, низ ходници си одам, си пеам, што е невообичаено. Гледам, порано смисла дека сите го прават тоа, меѓутоа сега гледам дека не е баш така. Карактерот на твоето работно место и на твојата професија бара од тебе и од твоите колеги да се почитуваат некои строги норми и критериуми, а музиката од друга страна дава можност за креативност, за слобода и би рекла дека тоа прави една идеална рамнотежа. Верувале или не, многу се слични двете нешта
и музичкиот перформанс на сцена. Кој би рекол? И контролорството на летање, затоа што иако воздухопловството и контролата на летање има норми и правила, нели? Мора да си креативен во изнаоѓање на решенија постојани. Така да тука ми се задоволува и креативната природа, а пак контрол-фрикството од професионалната нишка ми се приточи и во мојот бенд и начинот на кој што се подготвуваме и спремаме и како сакам сето тоа да изгледа на сцена. Така можам да кажам дека особено при снимање на спотови организацијски многу ми помага тоа што сум контролор на летање и тие карактерни особини што ми се развили вештини низ таа работа, за да можам, нели, да имам спокојство и креативност кога застанувам на сцена. Во двете професии треба огромна храброст. Тоа го кажа и во најавата и ти благодарам, а повторно тоа е нешто со кое што си роден, нели, вродено е како реагираш на стрес, дали се кочиш, дали ќе побегнеш од стресната ситуација или ќе засукаш ракави и Брус Вилис ќе видиш, секогаш тоа го кажувам, се смееме. Значи, истиот однос е и на таа фреквенција, на тој микрофон и на овој микрофон. Значи, мојата одговорност и во музичкото творештво и према секој збор и секој отпеана нота е подеднакво како кога работам со пилотите. Да, убаво ова ни го долови. Јас мислев дека единствената заедничка точка во двете професии е микрофонот. Не, повеќе има многу сегменти и иако неспојливо делуваат, многу има НЗС меѓу тие две работи. Музичкото твое патешествие те однесе низ неколку различни фази. Бевме сведоци на твои различни трансформации, многу интересни песни, многу интересни видеозаписи. Сите беа сосема поинакви од се претходно. Како некој пат кој што полека го чекораш. Да. Например, ти од твоето прво појавување пред 20 години на македонскиот музички идол, или повеќе од 20, колку веќе? Точно 2004-2005 беше, точно 20 години. Ете така. Остави да помина цели 10 години за да го издадеш твојот прв албум, како еден процес на зреење. Веројатно оставаш работите сами да созреат, без да ги форсираш, без да чувствуваш потреба дека мора по секоја цена да се направи. Научив лекцијата, нели рековме претходно, со шамарчињата што ги искусив. Музиката сакам да биде една духовност за мене. Никогаш не се одлучив за оној индустријски формат, затоа што се плашев дека ќе биде осквернавена, а сметам дека е дадено, например, каналот на творештво, сметам дека е дадено од Бога и некако љубоморно го чувам, за да не ми се затвори. И дури кога беше првиот албум, не случајно насловната Небеска, да, насловната беше со гнездо и со птици, со символиката дека јас нели ја слушам таа музика, мене ми е дадено да бидам медиум. Секој што е автор, му е дадено да биде медиум и да ја слушне таа музика. И сакам токму тие песни кои што ќе излезат, нели, пошто никој не ме гони, немам рокови, мораш да извадиш тогаш, публиката ти бара тоа, индустријска куќа, лейбл, ваму таму, немам такви притисоци, фала Богу. Сакам секоја песна што ќе излезе, што ќе изнедрам јас, да има зошто тоа се случува. И се и најновата што допрва ќе излезе сега до крајот на месецот, се вика Ти биди свој и е логично продолжение на верувам во себе и како зборови, и како енергија. Значи, каде се развила мијата низ овие 20 години. Често пати сакам пораките кои што сакам и вака на луѓето да им ги кажам, да ги пренесам преку музика. Сакам музиката кога ја слушаат моја најчесто да им буди позитивни емоции, освен ако е нешто како нема да помине или нешто така, меѓутоа да ја осетат нели она искреност во секоја експресија. Впрочем, како и со Гуши Бац, што беше приказната, значи секоја песна да има зошто сум ја направила, а не туку така. Сега мијата сними песна. Не. Она што е очигледно
е дека уживаш кога си на сцена, затоа што носиш една посебна енергија и се гледа дека се радуваш кога си на сцена. Ете, сме имале можност да те слушаме на концерти, на живи настапи и тоа едноставно зрачи, се разлева вака. Многу ми е драго. Во просторот во кој што пееш. Многу ми е драго ако стварно го чувствува тоа публиката, пошто вистина така е. На почеток јас имав не задршка, него едноставно ми се чинеше тоа како премногу напор сега, бенд, нели да организирам, па музичари, па јас не сум постојано во тој круг, па сите додека ги запознаеш, нели, па со кој сакаш да настапуваш и така натака. Меѓутоа, повторно факторот среќа се направи Controllers Music Festival во Италија, контролорски фестивал за музика, каде што настапувачите треба се контролори на летање. И моите од работа се загнаа над ќе одиш и оро ќе играш. Имаме ние тука, нели, за трка. Ти всушност ти го отвори. Јас го отворив, тоа беше за прв пат и беше магично, значи магично искуство, затоа што викам, чекај, која година беше првиот музички фестивал за немам контролор? појма сега вака да кажам, можеби 2018-та, така ми доаѓа. И од тогаш секоја година си Од се тогаш одржува, секоја година, јас уште еднаш кога отидов во поакустична варијанта, меѓутоа беше предизвик со бенците да се научиме, да се регрутираме, да се најдеме и повторно луѓето со кои што настапувам ги избирав енергетски, со кои што јас се осеќам комотно и често пати знам да кажам не се пие и не се пее со секого и вистина тоа го мислам. Значи не ми е битно дали е наједуцираниот и со не знам какви титули, какви дипломи и каде све завршил тој музичар, едноставно сакам јас на сцена да бидам јас и ниту еден од тие луѓе нели да не ми го попречува тоа чувство. И ми требаше доста време додека сите работи се изфилтрираат, меѓутоа се имам прекрасен бенд и дури третманот взаемно е како нели семеен и пријателски, тие луѓе ги чувствувам многу пати многу поблиски од некои роднини и така натака. И искрено се грижам, нели до кај што им се случува, дечиња се раѓаат и така натака. Вистински ми е радост нивниот успех животен. И повторно ќе кажам, сите тие допринесуваат, нели, јас да бидам јас на сцена, да не се грижам, едноставно да знам дека се ќе биде добро, а впрочем сакам и тие самите да уживаат и да ја осетат магијата, затоа што сцената е голем предизвик. Значи, настапот во живо е голем предизвик, затоа што треба да конектираш со публиката и да им го пренесеш чувството што ти го имаш и не секогаш успева тоа, нели, зависи од публиката колку е отворена да и се случи прекрасна вечер, меѓутоа сега за сега добро ни оди. Како изгледа факторот среќа во вашиот дом, во домашното обкружување, односно кои се тие нешта што прават да си среќна кога не си контролор на летање и кога не си на музичката сцена? Па, како родител, факторот среќа е поврзан со среќата на моите деца. И, например, факторот среќа може да биде, не знам, на скијање со децата и ги гледаш колку се среќни, или факторот среќа може да биде ќерка ми завршила завршна приредба со танцовата група во Ребис и е пресреќна и сите сме среќни за неа, или па и маш ми си поминал прекрасно со пријателите, излезен и доаѓа дома среќен. Меѓутоа, кај мене некако е поврзано со домот. И кога сме сите дома заедно, кога имаме family meeting, како што го нарекуваме, сите нешто ќе решаваме сега, кај ќе се оди на одмор, или што ќе се прави, или кај ќе се запишуваме во средно, или, например, тие фамилиарни одлуки кои што сакаме и децата, нели, да учествуваат, тоа е тоа, за мене. А па ќе кажам, нели, велотракче или многу поинаков фактор среќа е тоа. Ова со сцената е некако духовно, меѓутоа после мораш да се симнеш доле и по онаа екстатична среќа те удира јако симнувањето долу, мора да се стабилизираш и некако тоа веќе го научив. А ова со семејството е баш полнење батерии и често пати
со колегите на работа викам, а вие дома сега ќе одработите и кога ќе дојдете, ќе влезете, сум имал тежок ден, ваму таму све. Јас имам 30 минути од Петровиќ до Ѓорче да се стабилизирам, просто ќе влезам, мамо, купи леп, дај ми да. Како од филмска сцена. И да, имам за домашно оно. И тоа е уствари, верували или не, голема среќа. Тоа е всушност на централно јадро што стои на средина помеѓу професијата и тоа убаво хоби музиката. Мијата, јас уживав во денешниот разговор. Благодарам. За крај на нашето дружење ќе ти посакам факторот среќа да ти биде верен супатник и во оваа нова 2026 година со должна благодарност што ни отвори душата и срцето и што ни исполни оваа прва сабота со убав разговор и моабет посветен на среќата. Благодарам и посакувам многу успешна година за сите гледачи на нашата телевизија и нашата емисија. Благодарам за убавите желби, а секако упатувам иста порака и до вас. Среќата нека биде ваш секојдневен и верен сопатник во новата 2026 година, а ние ќе бидеме тука повторно за вас и следната сабота со уште едно ново издание на Фактор среќа поддржано од Државна лотарија. Имајте пријатна вечер и добра ноќ.